Јас очекувам од Македонија да изгради најпрво преведувачи на македонската литература на другите јазици. Писателка, поетеса, преведувачка. Лидија Димковска е годинешна добитничка на наградата Браќа Миладиновци, што ја доделуваат Струшките вечери на поезијата. По тој повод, со неја разговараме за творештвото, за македонскиот јазик, за недоволниот пласман на македонските автори низ светот. Значи, за да може некој надвор во светот да не цени, треба прво и Македонија да не цени, така? Тоа значи да ни помага, да најдеме, не знам, преведувачи, најпрво да отвори лекторати по македонски јазик низ светот, така? Значи, ние немаме преведувачи на македонската литература. Тоа што деновиве се одржува, не знам, научната школа во Охрид со семинарот за македонски јазик и литература е прекрасно нешто. Меѓутоа, од сите тие луѓе малкумина се занимаваат со превод на македонската литература. Демковска долги години живее во Словенија и ги познава тамошните културни политики. Вели дека околу 200 дела од словенички автори годишно се преведуваат во странство, и тоа со финансии од словенички фондови. За споредба, укажува дека македонските автори ретко добиваат таква поддршка од дома. Во Словенија сите македонски автори и авторки кои што се објавени затоа што словеничките издавачки куќи пројавиле интерес за нив. Никогаш тоа не дошло внатре од Македонија како некаков предлог или како некаква сугестија, не дај Боже како некаков грант, нели, за некого, тука едноставно словеничките издавачки куќи сето тоа го поддржале и го објавиле. Додава дека недостасува поголема ажурност од Министерството за култура и здрав културен менеджмент. Значи има толку многу пропусти во културната политика поврзана со македонската книжевност, што ние треба да бидеме и благодарни што колку толку преводи на македонската книжевност во странство постојат. Во Словенија избрала да пишува на македонски јазик. Вели дека јазикот е нејзиното битие и бурно реагира на неговите скорешни негодувања. Апсолутно македонскиот јазик поминува низ кризата на другите. Значи самиот по себе тој не се наоѓа во никаква криза, бидејќи јас како авторка пишувам на тој јазик. Нејзини 3 книги веќе се преведени на бугарски. Кога би биле тоа исти јазици, апсолутно не би имало потреба да се плаќа од страна на издавачката куќа преведувач, да ме канат како во странство или во Бугарија да ги представувам моите книги така натаму, тогаш Бугарија би требало да биде исто како Македонија за мене, меѓутоа тоа не е. За да се одржи јазикот, неопходно е објавување што повеќе авторски дела. Сите што знаеме да пишуваме на македонски јазик, треба да пишуваме на македонски јазик. На тој начин само јазикот обстојува, издржува, ги издружува сите тие налети на политички опции, на превривање и така натаму. Јас мислам дека обичните луѓе, моите читатели во Бугарија немаат никаков проблем со мојот јазик. Гранична состојба е збирката за која што ја доби наградата. За неа вели дека е книга произлезена од ковид состојбата. Во последниве 2 години, бидејќи сме ограничени на вистина поради епидемијата на многу начини, дојде и до некое спонтано, односно внатрешно отуѓување. Кога ти не можеш да се видиш со пријателите цели 2 години и така натаму, колку и да ја одржуваш врската, сепак на некој начин се отуѓуваш од блиските, од кого било. Така што мислам дека тоа отуѓување баш стана еден феномен на денешното време и мене многу ми е страв дали тоа отуѓување повторно ќе се сврти кон некое зближување во некоја догледна иднина или ќе продолжи како некое отуѓување во социолошка и психолошка смисла, што ќе биде уште подрастично, уште порадикално. Книжевното признание и е особено драго, зашто го носи името на браќата Миладиновци. Практично сите ние, кои што пишуваме на македонски јазик, сме поврзани со браќата Миладиновци. Тие се нашите книжевни предци. Во таа смисла, наградата Браќа Миладиновци за мене е подарок од моите предци. За Гласот на Америка, Тоше Огњанов.